Среда, 26 октомври 2022 година и во Македонија наутро секоја среда редовна рубрика Моје здравје, а денешна тема микрохирургија. На оваа тема разговараме со асистент доктор Гордана Ѓоргиева од Универзитетската клиника за пластична и реконструктивна хирургија во Скопје. Добро утро. Добро утро, ви благодарам за поканата. Доктор, ќе би сакала да ја објасниме убаво оваа тема. Што е микрохирургијата? Во кој случај вие препорачувате, но и кога е нужна здравствената потреба, кога ја бара микрохирургијата? Микрохирургијата всушност е еден малку поширок поим. Основно значува работа со ткива под големо зголемување, дали со употреба на лупи, дали со употреба на микроскоп. Сега има поширока примена, значи како кај нас во пластичната и реконструктивната хирургија, така и во неврохирургијата, во васкуларната хирургија, кардиохирургија, офталмологија, така да опфаќа како едни хируршки техники што се користат со употреба на лупи или микроскоп, односно под големо зголемување. Кога е здравствена потреба за микрохирургија? Кога е нужна? И кога во некој случај, да речеме, кога не е нужна, ама вие сепак ја препорачувате како доктори? Што се однесува кај нас како пластична и реконструктивна хирургија, оваа техника ја користиме кога имаме потреба од трансфер на ткиво од едно на друго место заради покривање на дефект, дали поради отстранување некој поголем тумор, карцином, дали поради некоја претходна траума на лице или на друг дел од телото, кога ни е потребно да тргнеме еден дел од ткивото од едно место, да го префрлиме на друго место, што подразбира конектирање на мали крвни садови и нерви кои што се со многу мал диаметар, односно од неколку милиметри е потребно да се направи поврзување на тие крвни садови за тоа ткиво да би можело да преживее. Се случува исто и кај реконструкција на дојки со сопствено ткиво. А друга причина поради која го користиме, бидејќи на нашата клиника обично доаѓаат и пациенти со повреди на шаки, кога имаме пациенти со ампутирани прсти и потребно да се направи реплантација, односно повторно соединување на прстот со останатиот дел од шаката, каде повторно имаме работа со поврзување на тие крвни садови и нерви кои се со многу мал диаметар и потребно е користење на оваа техника. Во контекст на онаа здравствена потреба од микрохирургијата, каков е процесот потоа на опоравување? Микрохирургијата е една стварно поголема тема, кај што подразбира и предоперативна подготовка за тој пациент. Се разбира, кога го кажувам тоа кај повредите на шаки, ние малку поитна состојбата, кога би требало побрзо да изреагираме за тоа истото да се направи, додека кај оние елективните, односно закажани операции, кај кои што имаме трансфер на вакво ткиво, претходно го подготуваме пациентот, значи во соработка со анестезиолог, бидејќи тоа е една процедура која знае да трае од неколку часа па и до 12 часови. Значи пациентот треба да биде подготвен за таква интервенција, односно треба да ги средиме и другите болести кои ги има пациентот, доколку се работи за диабет или некоја коагулопатија, односно некоја васкуларно пореметување. Така да имаме од тој аспект припрема, меѓутоа се подготвуваме и ние како екипа, односно екипа од хирурзи, медицински сестри, анестезиолози, да бидеме спремни за таква една интервенција, бидејќи очекуваме дека тоа ќе трае, бидејќи нашата работа е секогаш тимска. После самата таа интервенција, колку и да трае, потребно и имаме и дополнителен период на рехабилитација, односно постоперативно следење. Знаеме кои се можните компликации кои што може да настанат постоперативно, за кои сме подготвени да ги следиме, така да тој пациент интензивно се следи на секој час првиот ден после операцијата и така и во наредните неколку денови. Меѓутоа, доколку се оди како што треба, би требало неколку дневно опоравување. Сега кога веќе пациентот го праќаме дома, исто му даваме совети како тоа треба да се следи, ги очекуваме понатамошните контроли, доколку се биде во ред, сепак е еден процес на кој што пациентот треба да биде спремен за неколку месечно опоравување до комплетно враќање во секојдневниот живот.
Споминавте дека операциите знаат да траат и до 12 часа, тоа значи дека сериозни трауми се во прашање. Колку микрохирургијата е пропратен дел во оправување на сериозни трауми? Тука предпоставам дека веднаш асоциација ќе бидат некои страшни сообраќајни незгоди кои што се случуваат и во кои што оправувањето, верувам, кај вас трае потоа и можеби неколку години. Доколку земеме во предвид дека микрохирургијата би ја користеле кај овие пациенти со повреди на шаки, кај што ни е потребна таа една реплантација да се направи, бидејќи освен тоа поврзување на крвни садови, на нерви, меѓутоа обично имаме потребно е да се решат и скршениците на тоа место, поправка на тие мекоткивните елементи, на тетивите, односно нели оние што не ги мрдаат прстите, така да тоа е еден период на рехабилитација кај овие пациенти дури е доста подолг, за разлика од овие пациенти кај што имаме трансфер само на ткиво и е направена само таа микроанастомоза, што се вика. Бидејќи кај овој пациент, освен моментот на кој што треба да го почекаме за да видиме дали сме успеале во операцијата и интервенцијата што сме ја направиле, понатака следа и долг период на рехабилитација. Дури и во момент кога кажувам дека се поминало како што треба. Меѓутоа, бидејќи кај овие повреди обично не се тие онака чисти рани, ние тоа го викаме бидејќи имат нагмечување на ткивата, бидејќи тие се повреди со брусалици, со циркулари, со моторни пили, сообраќајни незгоди, така да ткивото има доста истрпено и некогаш потребно подолго време тоа да зазрави. Така да и покрај самата операција и тоа боледување, да кажеме, на хоспитализација на пациентот, секако следи еден подолг период на рехабилитација, односно кога ќе завршиме ние и го чекаме тој момент од месец дена, пациентот продолжува со рехабилитација, со весикална терапија, така да процесот би траел и до година дена некогаш. За враќање во комплетната, да може да ја користи, да крева одредена тежина и да функционира. Да се врати во нормалниот живот, да функционира. Ја споминавте физикалната, предпоставам дека во целиот процес на оправување на пациентот и во самата можеби операција, вие вклучувате и други доктори, тука веројатно неврохирургијата, веројатно ќе вклучите кои се зема учество да може пациентот потоа да се врати во нормалниот живот. Спомнав неврохирургијата, ти објаснувавте како раката да може да се движи, знаејќи дека колку нерви се во прашање во шаката за да можат и прстите да се движат, и затоа веднаш на нив ни тикна, но еве кои не ги знаеме, кои се пропратни. Во поново време хирургијата на периферни нерви всушност ја работиме ние као пластични и реконструктивни хирурзи, што е да кажеме нешто што пациенти обично не го очекуваат, дека третманот на нервите би бил кај пластичен хирург. Меѓутоа општо ние сме некоја гранка која што помага или соработува интердисциплинарно со повеќе специјалности. Така да имаме добра соработка со васкуларна хирургија, кога имаме пациенти поради некои хронични рани, поради васкуларни состојби, соработуваме и со неврохирурзите доколку имаме некој поголем дефект на поглавината кој што истиот треба да се затвори. Со травматолозите мислам дека секојдневно соработуваме, кај што имаме отворени скршеници кај пациенти вака од сообраќајки и различните типови на трауми, кога е потребно да се направи како да се воспостави, да се врати мускулатурата, тевтивниот дел, да се возможи нормалниот живот, како што меѓутоа и да се покрие тој дефект, бидејќи овде се станува збор за поголеми трауми, кај што оправувањето тогаш трае. Кај овие пациенти дури многу често е потребно да се направат и повеќе оперативни зафати, што исто така го пролонгира времето на хоспитализација за овие пациенти. Така да си соработуваме со повеќе гранки успешно, се разбира во интерес на пациентот. Во интерес на пациентот и убаво е тоа што го нагласивме, дека вие сте пропратен елемент во опоравување, да може нормално да се врати во нормалниот живот, да без разлика што и да преживеал пациентот, да се чувствува здраво и да функционира. И од тие причини и пластичната и реконструктивната хирургија убаво е да се нагласи дека добива една нова можност, со оглед на тоа дека стои насловот, па ете малку поголемо внимание, една нова можност за специјализантите и сите кои што се дел од оваа клиника да стекнат практична
настава, да речеме, практична работа во кој што ќе го обликуваат своето образование. Оти навистина во Скопје пластичната и реконструктивната хирургија ги прима сите пациенти од целата држава, но не секогаш можете да се стекнете дури со некои посериозни повреди, кога ќе ве фати смена, ноќна смена, дали ќе биде во вашето време, а еве можност како да се стекнете со тоа знаење. Каква беше, што се случуваше во Македонија? Може ли малце повеќе околу оваа работилница? Во првата недела во октомври организиравме една недела на микрохирургија. Наша гостинка на клиниката беше доктор Елеонора Димовска од Универзитетската клиника за пластична хирургија. И имаме тука и фотографиите. Да, пластична хирургија од Упсала во Шведска, по договор со нашата директорка, доцент доктор Пејкова. Заедно успеавме да направиме еден настан кој што беше примарно наменет за специјализантите и за нивна дополнителна едукација. Меѓутоа се разбира со поддршка и од Сдруженијето за пластични хирурзи во нашата земја, како и од Медицинскиот факултет и нашата деканка. На овој настан всушност најпрво започна со одржување еден дел на некоја теоретска настава, на која што специјализантите има можност да се запознаат со како тоа изгледа микрохирургијата, односно кои се техниките и основните принципи и правила на работа, и докторката успеа, доктор Димовска, да ни доближи некој tips and tricks, односно некои совети за како тоа да се направи, бидејќи се и они еден референтен центар во Упсала за едукација за микрохирургија, и после тоа истото да се заврши, ова што го гледате сега, со првата работилница за микрохирургија во нашата земја, каде што сите специјализанти добија можност да практично да ги проверат своите вештини од областа на микрохирургија, односно тоа шиење на крвни садови и нерви на неживи модели, односно анастомозирање на крвни садови, се вика тоа кај нас. Докторке, како некој кој што ги поминал оние чекори од студент, специјализант, па верувам дека сте биле желни да грабате знаење. И што значи ова за специјализантите кои што имаат можност? Еве ваква практична настава всушност да имаат, без притоа да чекаат да се случи некоја итна операција во која што дали ќе имаат можностите да влезат и да видат практично како се изведуваат некои операции. Курикулумот на пластичната и реконструктивна хирургија кај нас се одвива во текот на 6 години, всушност како и сите други хирурги, на кои што специјализантите ги учат вештините од своите ментори и едукатори. Меѓутоа, специјално како курс за микрохирургија досега во нашата земја немало. И сите тие надградувања всушност морало да се прават во странство и во други референтни центри. Во зависност од тоа дали станува збор за приватни специјализанти или станува збор за специјализанти со државна специјализација. Меѓутоа, баш и тоа беше мотивот од доктор Пејкова да се потрудиме да направиме нешто, зашто тоа да не го донесеме кај нас, и со заеднички заложби и труд успеавме со доктор Елеонора Димовска, која што, иако швегенка, меѓутоа со македонско потекло, да го направиме овде. Така да ова ни беа некои почетоци. По спроведената евалуација после завршување на настанот, добивме позитивни критики од сите наши специјализанти, се надевам искрени одговори со оглед на тоа дека беше анонимна, и се надевам дека ова ни е само почеток и ќе продолжиме со вакви настани во иднина. До сега ние на нашата клиника се трудиме да овозможиме колку што е можна дополнителна едукација за нашите специјализанти, и ова беше едно скалило погоре, и се надевам дека ќе продолжиме со вакво надградување. Секоја чест, продолжете само напред. Се со цел неколку пати споменавме, но на крајот да имаме задоволни и среќни пациенти. И пациенти кои што ќе веруваат во државната клиника. Би сакала тука, кога сме веќе кај пластична и реконструктивна хирургија, да го заокружиме разговорот, зашто нешто се проткајува изминатите години, ама многу е актуелно, и некако заборавивме дека всушност пластичната и реконструктивната хирургија имаат здравствено оправдание. Зошто треба да се направи некој запад.
А оние ботокси и филери кои што се многу актуелни, толкав замав имаат земено што веќе не се гледа ни на возраста на пациентот кој што избира таков вид на реконструктивна хирургија. Не знам каква ера ќе продолжи понатаму, но Ивет би сакала ваше мислење да слушнам како стручно лице, како доктор, како некој кој здравствено има прилика и можности да работи и да види кога треба да се направи реконструктивна, пластична, нели, познато хирургија и кога треба да се стави ботокс и филер, наместо она што се случува, па и еден ваш осврт, може така и да и апел на крај да заокружиме. А вака пластичната и реконструктивна хирургија имаме многу широко поле на работа. Значи ние се занимаваме со онколошка хирургија, односно отстранување на бенигни и малигни тумори, карциноми, меѓу кои спаѓа и малигниот меланом. Ние се занимаваме со реконструкција на дојка, се занимаваме кај нас под нас спаѓаат и инфекциите на кожа, подкожни ткива, третираме диабетични стопала, хирургија на шака, значи не само тие повредите што ги спомна во неколку наврати, туку и елективните како дипитренова контрактура, карпал тунел, хирургија на периферни нерви, сите процедури кои бараат микрохирургии, покривање на дефекти, така да имаме едно многу пошироко поле. Изгорениците исто така спаѓаат под нас, така да имаме едно многу пошироко поле на работа. А она делот на естетската хирургија, тоа ние го викаме као јаготката на шлагот само на крај. Точно е дека под нашата специјалност спаѓаат и тие естетски интервенции, изголемување на гради или по сукци или по филинг и сите тие третмани. А ботокс и филер всушност ги користиме само како некое подобрување или дел од некој корективен зафат. Во денешно време многу повеќе специјалности некако се занимаваат со тоа и тоа е како најмалиот дел од пластичната хирургија, каде што ние само го користиме како некое дополнување и корекција, подобрување. Сега она што пациентите треба да го знаат за естетските интервенции, обично тоа се по желба на пациентите. Значи не се тоа пациенти кои имаат одреден здравствен проблем, туку не се задоволни од својот физички изглед. Така да би требало да внимаваат и да се подготвени, бидејќи за сите овие интервенции и се разбира најпрво е најбитно да се сакаат себе си, затоа што само тогаш ќе бидат задоволни од својот физички изглед. А пластичната хирургија, односно естетскиот дел од нашата гранка би довел само до некое подобрување на некој недостаток кај нив. Доктор, ќе ви благодарам. Многу убаво кажано на крајот дека секој треба да се сака и прифати онака како што е. А за остатокот ќе се консултира со вас, со докторите, за да се процени кога и колку треба да се коригира. Да. Ние сме секогаш таму за нашите пациенти, може да не најдат секојдневно на нашата клиника, така да се надевам дадов некој допринос за тоа што и како работим. Ви благодарам. Ви благодарам уште еднаш за поканата.